Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Јавноста виде какви листи му спремил Никола Груевски на својот извршител Христијан Мицковски на само еден ден пред состанокот на ВМРО ДПМНЕ. Ништо не е променето во ВМРО ДПМНЕ. Кандидатската листа е истата. Груевистичко-режимска, кадровска политика, која нуди обнова на режимот и враќање назад. Ништо повеќе. Антонио Милошовски, Игор Јанушев, Владо Мисајловски, Александар Николовски и уште многу други. Олицетворение на режим, неспособност, криминал, корупција, изолација, лажни вести. Кандидатите како Силјановска Давкова или Дурловски се сејачи на омраза и поттикнувачи на поделби. Таква е понудата на ВМРО ДПМНЕ. На листите со овие истрошени и стари режимски кадри на Никола Груевски, кој извршителот Мицкоски со двете раце ги прифати, а отиде дури до Будимпешта по тоа. Затоа, Христијан Мицкоски избега од директно изборно соочување со председателот на СДСМ Заев и не се кандидираше на предстојните парламентарни избори. Потврди дека се плаши од Зоран Заев и дека е свесен за изборниот пораз на 12 април. На овие избори ќе се судрат два концепта и две политички понуди. Едниот предводен од ВМРО ДПМНЕ и Христијан Мицкоски, кој е концепт на минатото и кој нуди враќање назад, изолација, криминал и корупција. Вториот е предводен од СДСМ и Зоран Заев, кој е концепт на сигурна иднина, носи стабилност, повеќе пари, поголеми плати, правда, интеграција во Европската Унија и уште поголем и побрз напредок. Граѓаните не сакаат враќање назад, не сакаат изолација, не сакаат неправда, криминал и корупција. Граѓаните се за концептот на СДСМ кој води напред и обезбедува европска иднина. Затоа, извршителот Мицкоски може да бега од изборните листи, но од поразот на 12 април не може да побегне. На 12 април Мицкоски и ВМРО ДПМНЕ ги чека силен пораз од граѓаните. Благодарам.